Моето путешествие низ селата во Македонија, ете Господ ме донесе во пазувите на планинските масиви, Мукос планина, Бабуна и Превојот Дербен, во населените места кои се распостилаат по стариот пат, старото Прилепско џаде, Велес Прилеп, во едно од двете села во непосредна близина на Превојот Дербен и градот Прилеп, селото Нов Присад. Наминав да го видам и ова населено место, наминав да го видам како изгледа стариот пат, старото џаде, стариот макадам, како што велат присаѓани Велес Прилеп, кој пат 113 години му одолева на забод на времето, кој пат 113 години се уште е функционален, по кој пат точно пред 113 години од Велес за Прилеп и обратно, од Прилеп за Велес, врвеле карваните натоварени со различна народски кажано стока, а подоцна врвеле и дрвените со 4 тркала коли, влечени од дзевгар волови или чифт коњи, по кој пат од Прилеп кон Велес, во пајтони и чези се возеле агите, беговите, коџобашиите, кметовите, чорбаджиите, видните луѓе и големците, како од градот Прилеп и градот Велес, така и од околните села, а Бога ми по овој пат, кој на магаре, кој на мазга, кој на коњ или кобила, кој пешки се движела и обичната раја, обичниот народ, по кој пат се движеле во разни времења, разни војски, во кои и кон многобројните војувалишта кои се случувале на овој простор, а Бога ми по овој пат, по ова џаде, по овој денес делумно асфалтиран, делумно макадамисан и денеска по него, така народски да речам, се тркалаат современи марки на Опели, Фордови, Шевролети, Фолксвагени, а и по некој наш олдтаймер од марката Фичо, Стојадин и се уште популарните моторциња меѓу прилепчани, Томовчината, Апен 14-ката, по некоја чесетка или добро познатиот мотор МЗ, за кого народот за него и денеска вели дека тури му во резерварот вода и на вода ќе оди. Да бидам искрен, многу голема желба имав еден ден да направам една голема турнеја по оваа траса, по стариот пат, старото џаде Велес Прилеп, посебно по речиси 30 километарската макадамска патна макадамска траса, која започнува од поранешната општина Извор, од селото Извор, па продолжува во правец на резерватот Јасеново, а од местото викано Уши поминува низ затарите на селата Владиловци, Поменово, Степанци, потоа кривулисто извивајќи се и пробивајќи се низ планинските масеви Бабуна и Мукос планина, а преку Превојот Дербен, спуштајќи се во атарот на селото Стар Присад и атарот на Нов Присад, навлегува во Прилепското поле во градот Прилеп. Ете како што вели народот, дојде и тој ден. Дојдов да го посетам ова 113 годишно џаде, изградено во 1902 година, за време на Отоманската империја, изградено за време на Султан Абдулхамид II, 34-тиот султан на Отоманската империја, кој владеел од 1886 до 1909 година. Дојдов да го посетам Дервенското џаде, Дервенскиот макадам, меѓу народот кој живее во овие краишта, познати како Присадски премин, Клетовник, а во пишаните документи заведен како антички пат Керамија Скопи, кој уште од тоа време имал стратешко и комерционално значење за оваа регија. Како по стар обичај, така и овој пат си имав домаќин и водич и за ова моје ново патешествие низ овој крај, низ овој дел на Македонија, а тоа беше прилепчанецот Драги Миноски, кој впрочем, иако е дипломиран електротехнички инженер и професор, ме замоли во оваа репортажа, во неговата кратка биографија, да додадам дека, иако речиси неколку децени живее во Прилеп, иако неговите заедно со него како 2-годишно дете се доселиле во Прилеп,
сепак никогаш нема да ги заборави неговите корени, никогаш нема да го заборави неговото родно место, неговиот роден крај, селото Долгаец, кое се наоѓа на речиси 40 километри северо-западно од Прилеп, припаѓа на Долинската општина, распослано во јужните ограници на Мокра планина и дека редовно го посетува селото Долгаец, а како почит кон родниот крај и неговите предци неодамна на неговиот имот се изгради нова куќа, каде што слободното време го поминува со своето семејство. По 113 годишното џаде, изградено во 1902 година за време на Отоманската империја, изградено за време на султан Абдул Хамид II, 34-тиот султан на Отоманската империја, кој владеел од 1886 година до 1909 година по дервенското џаде, дервенскиот макадам, меѓународот кој живее во овие краишта познат како и Присадски премин, клетновник, а во пишаните документи заведен како антички пат Керамија Скопи, кој уште од тоа време имал стратешко и комерцијално значење за оваа регија, дојдов од страната на Прилепската регија. Времето јунско не е многу топло, иако беше малку врнежливо, таман за патување, да бараш ваков ден нема да најдеш, како што велат моите прилепчани, тргнавме рано, можда рано во утрината. По 10 минути возење по асфалтот, некаде над Прилепското езеро, завршуваше асфалтираниот дел од патот и навлегувавме по калдрмата, по макадамот, навлегувавме во навистина стариот 113 годишно Присадско џаде, направено онакво исто како пред 113 години. По поминати речиси 2-3 километри во правец на селото Нов Присад, застанав да го видам хоризонтот кој ме обкружуваше. Застанав да ја видам колоритната убавина која му ја дарила природата на овој крај. Застанав да го видам Присадското џаде старо 113 години и да се восхитувам на мајсторлакот, како е правен овој пат да одолева точно 113 години на ветрови, дождови, магли, мразеви, снегови, да, снегови, кои овде во минатото паѓале од Крстовден, а станувале, народски кажано, дури по Ѓурѓовден, за да се восхитувам на мајсторлакот и на мајсторите и на тие што раководеле со изградбата, и тоа сето одело од рака на рака и до ден денешен да е се уште функционален. Бога ми, на мајсторлакот може да му завидат денешните мајстори, градесници, градители на современите патишта, затоа што оваков пат, кој обстојува речиси во совршена форма, онаков како што е изграден во 1902 година, мој предлог до сите архитекти, инженери, нека дојдат да го видат овој пат, а посебно мостовите кои се зидани од доломитски камен, клесан, секој камен складно поставен, без никакво поместување, излизгување, просто речено, онака како што го поставила човечката рака, така обстојува и денеска. Како што е и овој мост, на кој мост со мојот водич драги му дадовме име Керемија Скопи, по античкото име на овој пат. По античкото име на овој пат, кој пат е запишан во пишаните историски документи. По краткиот престој да мостот Керемија Скопи, го продолживме патот во правец на селото Нов Присад. Но на само речиси непон километар од поминатиот пат не можев а да не застанам пред чешмата од која што бликаше изворската планинска вода, која чешма некој добронамерник ја направил пред неколку децении.
Мојот сопатник драги ми велеше дека според неговите сознанија, кои му ги кажувале присаѓани, оваа чешма е стара речиси исто колку и самиот пат. И дека незиното извориште досега никој го нема откриено. Но според устните преданија, во 1902 година, кога патот бил готов на ова место лично да го види патот, дошол султанот Абдул Хамид II и како благодарност до сите поданици на Турската империја од овој крај побарал бардак полн со вода. Кога мештаните од овој крај му го донеле бардакот полн со вода, тој високо го кренел бардакот со вода со своите раце и со поглед кон Бога ги благословил сите кои работеле на изградбата на патот, изговарајќи: "О Боже, фала ти што помогна да се изгради овој пат. Во Твое име ја истурам оваа вода од овој бардак и те молам, дај му вода на секој патник кој овде ќе минува." Во тој момент се стемнило, се смрачило, загрмело, од секаде се насобрале темни облаци и како што султанот ја истурал водата од бардакот, така водата излегувала од натрешноста на земјата. Кога ја истурил сета вода и по стариот обичај, бардакот го скршил и од бардакот останала само устинката. Одеднаш небото се отворило, се разведрило, а од устинката на бардакот сета вода која излегувала од натрешноста на земјата почнала да тече и до ден денешен никогаш не пресушила. Додека мојот водич ми ја раскажуваше приказната за оваа чешма, наречиси 100 метри воздушна линија, северозападно од местото каде се наоѓав, ги забележав селските куќи во селото Присад, а пак десно од мене, додека со мојот поглед го гледав хоризонтот што ме вкружуваше, скриен во дабовата шума, во Присадската планина, на некаде 1000 метри надморска височина, здогледав едно многу убаво македонско православно духовно светилиште, манастирот Свети Ѓорѓија. Елици во Христа крстите сја, во Христа облекосте сја, алилуја. Елици во Христа крстите сја, во Христа облекосте сја, алилуја. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ниње и пришни во веки веков. Амин. Елици во Христа крстите сја, во Христа облекосте сја, алилуја. Елици во Христа крстите сја, во Христа облекосте сја, алилуја. Благослови, Владико. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Манастирот се наоѓа стариот пат за Велес оди. Над Прилеп на Дезерото се најдува на 15 километра од Прилеп. Овај манастир постоел некогаш пред турците да ида.
Кога дошле османлите, уништиле кај Леково горе еден манастир имало, и овај манастир и кај Небрегово. Тие манастири ги запалиле, таму имало многу монаци во манастир во Небрегово, се најдени гробници. И ние овдека прајќи скали од оздола, и ние гробници најдовме, кои не ни се испитани. И овај манастир почна некаде 45-та почна да се гради. Да се помолиме на Господа. За блаженнейшиот архиепископ наш Овај манастир има еден Чичко Душан се викаше од Дамница, му рекла жената му, мора да се направи тој манастирот да се почне да се гради. 37 година зел тој магарето, троил шчици и 4 ступчина. Го обележа, го направи, мал некаде 4 до 5 квадрати беше. Внатре имаше свештени запалени свеќи и 3-4 икони имаше. И така почна да идат тие две жени, секо недела свеќи паля имаше ко гробче тука, да пала свеќе. Ние како деца си игравме тука. И некаде 45-та година на Мукос, ко загина партизаните, тогаш присајđани се собра, темели почна да копа тука, во манастирот овде конаците кешени се. И дојдо бугарите ги набрка, а темелите скопани беа. 45-та година се собра селаните сите, со коли донесо камен, имаме и снимка за тоа, има јагнина дадо и тогаш напишано имаме и плоча, 45-та година темелите се клајне. И така постепено манастиро се гради конак по конак, со сали, таму 2000-та година и камбанаријава е правивне овдека. Сија ти, Боже, сија ти крепки, сија ти безсмертни, помилуј, помилуј нас. Сија ти, Боже, сија ти крепки, сија ти безсмертни, помилуј, помилуј нас. Сија ти, Боже, сија ти крепки, сија ти безсмертни, помилуј, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно во веки веков. Амин. И ние како деца, како мали, бевне овдека седевне, 3 бевне деца, си игравне, германците тогаш ида од кај Велес преку Стариот пат. И дојде на кола со джип и фатија, тоа што беше заградено манастирчето мало од штици, го заниша и сето падна, тоа е скапани беа. Ние си рековме, леле, готово, сега го турна манастирчето. Ама тие запреден камион и дојдо војници и скопа, го кериса, го направија убаво да види. Ни дадо педно лепче мало и ние радоси, ама лепчето многу тврдо беше. Отидовме во реката долу, го наквасивме со вода, многу убав леп беше. И така ти велам за манастирот, тоа е.
Sveta, prečista, prebлагословена, славна И постепено јас, откако зедов пензија, еве 25 години сум во пензија, роден сум 34-та година во Стар Присад. И 45-та година си отидом во Прилеп, ко зедов пензија редовен сум овдека, еве 25 години во управата сне. Пред тоа имало управи и други исто така и тие се труделе, работеле како нас. Ние недела дојде, обавезно идиме овде, работиме. Секогаш сме тука. И да многу имаме посетители некаде во сабота, за викенд до неделата. Многу луѓе има што ида на посета. Многу луѓе имаме. Еве во кругот на манастирскиот комплекс на манастирот Свети Ѓорѓија во село Присад забележав една мермена плоча, на која што плоча има еден напис. Написот е Боже, чувај ја Македонија. Да бидам искрен, овој напис кај мене предизвика воскит и воодушевување. Имаме конаци, 25 соби има. Кој сака, кој може да дојде по 50 денари на човек. За деца не се плаќа. 250 ни зима салата долу што ни е прајна. Имаме други помали, уште 2 по 30 души бери. И така манастиро убо се развива, убо оди, само патов не ни чини, многу лош ни е патов. Не ни е асфалтиран. Вода имаме многу уба донесена од озгора, некаде 700-800 метра. Преку два се цеди водата, иди преку бунари таму, прајнини се, филтери се пречистува од планината. Планинска вода многу чиста и многу уба. Манастирот Пантелеймон, Свети Ѓорѓија и Свети Ѓорѓија Летен, Ѓурѓан и мученици. 4 празници се. Манастирот граничи со Присад, најблиску му е, после Оревојц, Крстец и Небрегово. Тие му се села најблиски тука и Прилеп. Спасе, спаси нас. Молитвами Богородици, спасе, спаси нас. Молитвами Богородици, спасе, спаси нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. И секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Еве соби на село Присад. 25.6.1945 година. Првите соби направени се овде десно, одавде од кај мене. Соба и салон сано имаше, друго ништо немаше. И постепено почна да се гради од година на година, колку и се изградува, се повеќе и повеќе. Јас во момент сакам да истакнам дека покрај овој манастирски комплекс, каде што се наоѓа моментално
манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија во селото Присад, во Нов Присад да кажеме, и во селото Стар Присад се наоѓа исто така една црква која што постои многу одамна, стотици години. Меѓутоа и во непосредна близина на овој манастирски комплекс овде се наоѓа селото Небрегово, каде што исто така има манастири. Селото Крстец е во близина исто така и некои други села, каде многу одамна, како што реков, пред стотици години се изградени вакви свети храмови, во кои што храмови македонскиот народ духовно обстојувал и ја одржувал својата нација, својата вера и сите своји навики, обичаи и традиции. Тоа што се случувало некогаш, значи се случува и денес, така да во овие храмови редовно има гости и посетители, обично за време на викендите, а пак за деновите кога е храмот, кога се славите на овие манастирски комплекси на црквите, тогаш има огромен број на луѓе и посетители од непосредна близина, кои живеат во непосредна близина на селото Присад, претежно од градот Прилеп. Напуштаме селото Нов Присад со едно ветување дека пак ќе дојдеме, пак да се видиме и пак да направиме нова репортажа за ово убаво македонско селото Нов Присад.